Ние продолжуваме со тема 1. Во тема 1 ќе разговараме за предлог законот за дигитални учебници. На Zoom ја приклучуваме министерката за образование и наука Мила Царовска. Добро утро. Добро утро. Јас не ја слушам министерката во студиото за сега. Веројатно има некаков технички проблем, меѓутоа ако не ја добиеме на Zoom, ќе се вклучиме телефонски со министерката. Имено неодамна владата го повлече тој предлог закон за дигитални учебници од собранието. Предлог закон кој што крева врева во јавноста, крева врева затоа што дел од наставниците, меѓутоа пред се родители кои што водат една борба против дигитализацијата, велат не се против дигитализација, меѓутоа дека избрзано се воведува. Заедно со представници на опозицијата тврдат дека овој закон само ќе ги тргне оние книги кои што им се неопходни во тврда копија на учениците. Јас гледам дека повторно се обидуваме да стапиме во контакт со министерката, доколку се слушаме. Добро утро. Добро утро. Министерки, дадов еден вовед, не знам дали ме слушавте, меѓутоа еве накратко, дали преовладаа оние несогласувања со законот за дигитализација, со воведувањето на дигитализацијата, и која е всушност причината во овој момент владата да го повлече овој предлог закон? Благодарам многу за прашањето и за интересот за оваа тема, затоа што е навистина значена. Еве гледам дека и професори и академици пишуваат колку е значено да имаме реформи во образовниот систем од најниската возраст кај учениците, за да може да постигнеме подобар човечки потенцијал, а со тоа и напредок на државата, и дека ова сме требале одамна да го направиме. Инаку сите процеси кои што се започнати за реформирање на основното образование во прво и четврто оделение, кои што треба да стартуваат од септември, си течат без пристан. Сакам да кажам, се оди согласно динамиката која што беше утврдена на почетокот, а тоа значи донесени се програмите, во моментов се подготвуваат учебниците за прво и за четврто оделение, материјалите за учење кои што ќе бидат ставени на располагање на учениците и секако ќе се случи дигитализација на униот четврто оделение, заради тоа што Бирото за развој на образование се подготвува за четврто оделение да имаме дигитални учебници кои што ќе бидат спуштени кај учениците. И тоа ќе покаже дали тие се добри или не, со цел да се овозможи повторна дебата, да ги судриме различните мислења. Ние го повлековме законот, со тоа што нашиот став не се менува, ниту на министерството, ниту на владата, останува исти, и токму затоа сакаме да ги прикажеме учебниците кои што се со мултимедија, кои што се интерактивни, колаборативни, и да видиме дали учениците ќе ги сакаат или не. И од тука ќе ја затвориме дебатата, или сите сомнежи дека се сака да се елиминираат учебници кои што се добри. Напротив, имаме многу истражувања кои што покажуваат дека нашите ученици учат од катастрофално лоши учебници, неусогласени и секако не се согласно потребите на новото време, затоа што имаат премногу факти, а немаат поврзување на различните теми од различните наставни предмети или од научните дисциплини. Да, бидејќи велите вие дека ќе трае повторно ќе се обнови таа дискусија, а владата и министерството не одстапуваат од она што го имаат зацртано, тогаш зашто дополнително ќе се дискутира ако во таа јавна дискусија? Кои се тие кои што ќе бидат чинители, кои што ќе ги кажуваат своите ставови во однос на ова? Вие велите не одстапуваме, меѓутоа ако имаат аргумент кој што е важен, кој што ќе ги побие вашите факти за дигитализација, веројатно ќе мора да ги усвоите. Така да кои се луѓето кои што ќе дебатираат? Секако. Дебатата е многу значена и таа ја имавме, и сега велиме еве уште еднашка да видиме што беше тоа што не беше објаснето во претходната дебата. И зошто го велам тоа? Затоа што, видете, предност мора да дадеме во дебатите на стручната јавност. Ние едноставно како да сакаме да сите учествуваме во секое прашање. Имаме право да го кажеме мислењето, но стручната јавност е главна во овој процес и во секој друг процес. Тоа укажува дека оние кои што се експерти за настава, оние кои што се експерти за учебници,
Оние кои што се експерти за образование, тие треба да ги истакнат своите мислења и ставају по однос на ова прашање. Но дигитализацијата е неизбежна. Не станува збор дали ние сакаме или не ќеме, тоа е глобално прашање. И пандемијата покажа дека ако нешто научивме, тоа е дека брза дигитализација на процесите е потребна итно, затоа што секогаш од сега натаму може да се случат вакви ситуации кои што се неочекувани и само државите кои што се спремни ќе одговорат многу побрзо. Ако вие се сеќавате првата учебна година, кога за дигитализација ни не се зборуваше во образовниот систем, дали имавме успешна година? Ја завршивме, секој се снајде како наставник, како ученик на свој начин. Втората година, затоа што веќе системот мораше да се прилагоди на новото време, имавме целосно дигитализирано образование кое што се одвиваше без престан целата учебна година. И се знаедоа и наставниците, и учениците, и родителите. И голема благодарност, тоа е голема работа за сите нив. Но едноставно покажавме дека нашиот систем може да биде резистентен на вакви позиции. Токму затоа, за дигитализација ние може да зборуваме да биде денес, да биде утре, но ако одлучиме да биде утре, тогаш веќе доцниме. Затоа што светот со забрзано темпо се дигитализира. Учебниците во сите земји во регионот се дигитализирани. Предпоставувам дека имате пристап до мултимедија и до отворени образовни ресурси, само нашата држава сакала да троши милионски суми за печатени учебници, ги препечатува секоја година и тие се понеквалитетни и понеквалитетни. Да, несомнено е дека дигитализација мора да има. Сега разговараме за начинот на кој што се спроведува таа, бидејќи се кршат политички копија околу дигитализацијата. Еве, на пример, реакцијата ја следам на опозицијата, која што вели дека владата на СДСМ се уште не е свесна за незадоволството на наставниците и родителите од овие натурани и избрзани реформи во образованието. А дека вие го водите процесот на сила, велат тие, но каде се нивните главни сомнежи во оваа намера на владата? Тие велат дека се уште натаму се стојат, всушност не се повлечени огласите за дизајн и развој на мобилни апликации, за интерактивни образовни содржини, за вработување на координатор за дигитално учење и слично. И сега предпоставувам дека вие тука барате да се вклучат или барате поддршка да излегуваат на јавна дебата професори од факултети, од средни училишта, можеби Ману да излезе да говори исто за процесот на дигитализација, бидејќи предпоставувам дека имате направено и со нив некакви консултации кога е во подготовка законот, можеби немате, не знам. Видете, сите оние кои што се вклучени, затоа што во ова беа вклучени сите засегнати страни, и професори, и синдикати, наставници, сите тие даваат поддршка на процесот. Па еве последно имате интервју на академик Беџети. Тој вели или ќе се дигитализираме, или тешко ќе се снајдеме во новото време. И колку побрзо ги спремиме учениците сега, толку подобро за економскиот раст и развој, затоа што тоа е неговата експертиза. И вели не може кога една стопанска комора која што 70% од вработените ги има под себе, вели дека образованието подитно треба да се менува, ние да молчиме и да ќутиме. Затоа што тоа не носи добро за никого, а опозицијата, морам да истакнам дека е лицемерна. Затоа што во нивното владење тие воведоа еден проект компјутер за секое дете. Ама очигледно не мислеа на дигитализација, јас тука можам само да најдам некое образложение за нивното однесување и за критиките кои што ги дават, но се неконструктивни. Јас стварно сакам критика, зашто ова се големи процеси. Ова зборува за иднината на државата, тие се однесуваат како да живеат во сосема друг временски период, а не во овој во кој што се наоѓаме, посебно не во пандемија. Затоа што тие кога го почнале компјутер за секое дете, не мислеле на дигитализација. Значи, мислеле единствено на профитите кои што требале да ги извлечат од јавните пари. Затоа што тоа е почетокот на дигитализација, но не осмислиле содржини. Во тој момент да одлучеле да дигитализираат содржини, а дури после да ги купат компјутерите, тие немаше да останат на залезот на времето, затворени во шкафчиња, под клjuč во училниците, туку сите ученици ќе ги користеа. Но ако вие набавите опрема, а при тоа немате содржина, тогаш единствен одговор на тоа што го правите е дека сакате да имате одреден профит од целата таа постапка. И ние нема да ги застанеме мултимедијалните содржини, имаме право согласно постојното законско решение да имаме и дигитални учебници,
и дополнителни материјали и ресурси, затоа што материјалите за учење ги одобрува Бирото за развој и тие се спуштаат во системот на образование. И тие ќе продолжиме да ги правиме и ќе ги прикажеме на учениците и родителите, затоа што кога ќе видите еден мултимедијален учебник, секој од нас може да го најде, еве, на интернет, слободно проверете, ќе видиме дали за нашите ученици е поинтересно и покорисно да имаат мултимедијален учебник или да имаат хартија пред себе која што има една слика и толку. Или да имаат цела приказна околу прашањето за кое што тие треба понатаму да истражуваат. Треба да заборавиме дека учениците треба само да меморираат факти и толку. Напротив, тие од сега натаму треба да ги научиме да истражуваат, да бараат дополнителни информации и материјали и секој факт кој што го научиле да се обидат да го преиспитат. Заради тоа што светот се менува толку брзо, што учебниците кои што во моментов траат по повеќе од 20 години, имаме учебници од 2001 година кои што не се променети во средно образование, денеска не функционира. Министерке не го даваат она што треба да им го дадат на учениците во гимназии. Се подготвувате ли во случај на бојкот, бидејќи гледам дека тие кои што ја застапуваат идејата за бојкотирање на наставата, бидејќи нели велат дека не се почитува нивното мислење во однос на дигитализацијата и дека бојкотот на наставата е еден од можните механизми како би се бореле против овие промени. Што ќе преземе МОН во случај на бојкот? Видете, во четврто и прво оделение наставниците се обучуваат и таму нема бојкот. Не, родителите може да решат да бојкотираат нивните деца настава. Во процесот. Не, видете, во процесот на дигитализација треба да се вклучи опозицијата. И таа треба да даде поддршка и да каже како тоа да биде подобро. Но тие единствен збор кој што го знаат во минативе 9 месеци е бојкот. Обструкција, бојкот. Ја не слушнав што е тоа што тие мислат дека треба да го направат. Кога ќе отворите нивната програма, ќе пишува истите работи со истата временска рамка, но тие едноставно и мислат лошо на нашата држава. Добро, еве опозицијата да ја оставим. Да оставиме опозицијата за има друг излез. Да, ја коментиравте 10 пати до сега изгубија и ќе продолжат да губат. Но наставниците не се во бојкот и не размислуваат. Родителите доколку одлучат. Единствено што може е тие преку своите партиски штабови да ги мобилизираат родителите, да не ги пуштат децата на наставата, ќе продолжи. Образованието е задолжително. И ќе им следат некакви ајде да речам условно казни на тие кои што нема да посетуваат настава? Единствен збор кој што се употребува откако сум министерка во процесот на образование е поддршка. Образованието значи поддршка. Не казнување, затоа што со казните кои што ВМРО ДПМН ги упатуваше 12 години наставниците, со екстерно тестирање, со казни кон родители кои што нема да ги почитуваат нивните партиски инструкции и така натаму, со наставници кои што ги држаа на договори по 3 месеци, 6 месеци, 1 година, па после ги делеа на подобен и неподобен дали да се трансформираат, тоа го менуваме. А тие денеска во собрание тој закон го блокираат. Наставниците да имаат повисоки плати, наставниците да немаат повеќе можност да ниту една политичка партија ги манипулира, но ВМРО ДПМН тоа не му одговара. Затоа тие зборуваат за казни. А и ние не треба понатаму да прашуваме дали ќе има казни во образование. Не, во образование ќе има само поддршка за наставниците, поддршка за учениците, поддршка за децата. И така сите ќе растеме, така државата ќе расте. Министерке, некаде сме веќе при крајот, бидејќи 10 часот следува информативно издание. Јас, бидејќи е важно, морам да ја прашам за крај на разговорот некаде. Се сеќавам во ноември минатата година кога најавивте дека во буџетот на Министерството за образование има пари за студентски оброк. Неодамна беа изгласани измените за студентски оброк, беа предложени, ако не се лажам, од пратеници од партијата од која што доаѓате и вие. Меѓутоа, во оние измени кои што може да се видат во собранието, се зацртува дека парите се исплаќаат на студентот на лична сметка, што ќе рече дека од тука произлегува прашањето ако се исплатат на лична сметка, а нема регулативи за тоа како може да се трошат. Овие пари може да дојдат како стимулација не за здрав живот, ако е тоа целта на студентскиот оброк, туку за, не знам, своевиден џепарлак или трошење во било какви цели. Како ја оправдувате или како ги гледате вие измените на овој нов закон? А тие што го коментираат на овој начин изменувањето на законот,
веројатно забораваат дека сме во пандемија, дека можеби сега мерките се релаксирани, но не знаеме што ќе се случи септември, октомври, ноември, декември, кога студентите ќе треба да го добиваат овој додаток за студентски оброк. Замислете сите ресторани да се затворат како што беше прашање. Дали учениците, студентите ќе може да го остварат ова право? На овој начин давате можност да ова право се оствари независно од пандемијата. Ако порано имаше обврска да ги трошат само кај даден број на угостители кои што ќе бидат регистрирани во министерството, сега финансиските средства одат кај студентите, секако со препорака да се користат за храна и тие на крајот од денот треба да јадат. Така? Да, ама може да ги користат и за други цели. Година да ја поминеме и да тие ги имаат финансиските средства на располагање, а да немаме никаква можност за рестрикција која што можеби ќе се погоди заради пандемијата. Тоа значи дека и да не работат рестораните, може да ги користат парите за други цели. Може да си купат храна од маркет, каде што сите ќе набавуваме во таков период. Затоа што законот кога е правен, не сме биле во пандемија, ниту сме предпоставувале дека вакво нешто може да дојде. Та велам нема регистрација во однос на тоа да биде храна во прашање. Да, затоа што вие немате како да го ограничите кога парите се симнуваат на сметка, но е значено дека поддршка на студентите и тоа како има. И јас разговарам со студентите и тие дури не веруваат дека ова навистина ќе се случи, затоа што они се срекни со ова решение и они дадоа поддршка на ова решение. Затоа што не сме сигурни што ќе се случи од септември месец, кога тие ќе треба да ги користат финансиските средства. И со оглед на тоа што ние сме одговорни како влада и се грижиме системите да бидат резистентни и отпорни на ваков тип на удари, значено да сега финансиските средства се спуштат кај студентите и да од наредната година се бараат други можни решенија каде што тие пари ќе треба да се користат ако излеземе од оваа пандемија, конечно светот се справи со нејза, да си најдеме решение кое што ќе значи употреба на финансиските средства за здрав оброк кој што ќе може да го набават. Добро, министер, ќе ви благодарам на одвоеното време и на разговорот. Благодарам и вам.